1.500 нови работни места во Струмичкиот регион и инвестиција од 20 милиони долари планира американската компанија Johnson Controls во новата фабрика што почна да ја гради денеска во индустриската зона во Струмица. Ова е многу значајна инвестиција за Струмица, прва од ваков поголем вид. Долго работевме на неа како економски тим во владата. Минатата година ја ветив тука во Струмица и еве сега почнува реализацијата на дело што е Гринфилд, односно на изградба на нова фабрика. Треба се вработат 1500 луѓе како директни вработувања, плюс поголем број на луѓе како индиректни вработувања. Се очекува некаде до првиот квартал следната година, кога треба и да се заврши објектот, да се вработат околу 1300, а потоа уште околу 200. И напоменувам уште поголем број на индиректни вработувања, околу 20 милиони евра инвестиција, така што ќе значи сериозна помош за луѓето што се без работа во овој регион, не само во Струмица, туку во поширокиот регион. Изјави за телевизијата Нова лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој додаде дека често пати Johnson Controls знае да го надмине бројот на планираните вработувања, како што е случајот во Скопје и во Штип. Нема да бидам изненаден ако наместо 1500 дојде до 1800 или 2000 вработувања, плюс оние индиректните вработувања кои што секогаш доаѓаат со еден ваков голем конгломерат. Специјалниот пратеник на Германија за Македонија Јоханес Хајндел денеска и утре престојува во Скопје на средби со потписниците на договорот од Пржино и представници на меѓународната заедница. Надоврзувајќи се на неговата посета од минатата недела, Хајндел одново ќе разговара со партиите потписнички на договорот од Пржино. Предвидени се и разговори со председателот на државата Ѓорги Иванов и со председателот на Собранието Трајко Велјановски. Повторното доаѓање на Хајндел во Македонија коинцидира со посетата на заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави Брајан Хојтги, кој исто така е во Скопје на средби со потписниците на Пржинскиот договор. Доколку лидерите од повикаат аболицијата делумно или на селективен начин, тоа ќе придонесе за зголемување на чувството на неказнивост во земјата и за недостиг на одговорност. Одговорноста подразбира и тоа лидерите на партиите да дадат целосна поддршка на институциите во земјата, одговорни за владење на правото, вклучувајќи го и специјалното јавно обвинителство. Се додека постои одговорност во однос на тврдењата за незаконски действија поврзани со материјалите од прислушувањето, како и за други кривични дела, Македонија ќе остане заглавена во оваа криза и нема да биде во можност да постигне напредок кон нејзините најважни цели, што подразбира напредок во однос на евроатлантските интеграции, подлече американскиот заменик помошник државен секретар на Стейт департментот Хојт Брајан подводневните средби и разговори со политичките лидери во државата околу одлуката за аболиција од 12 април. Денеска во Брисел ќе се одржи средба на еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан со министерот за надворешни работи Никола Поповски. Средбата е посветена на политичката криза во Македонија и последниот развој на настаните, како и начинот како да се излезе од истата со посредство на Европската унија. За Европската комисија договорот од Пржино не е мртов и е основа за излез од политичката криза во која Македонија се наоѓа предолго, посочува портпаролката на Еврокомисијата Маја Коцијанчич. Собранието на Република Македонија расправа за измените и дополнувањата на 5 закони по скратена постапка поднесени од Илија Димовски и Талат Џафери, како и предлог закон за заштита на приватноста од истите предлагачи. Сите закони се носат по скратена постапка. Новиот закон за заштита на приватност или познат како закон за бомбите, содржински речиси ист со оној кој Собранието го донесе во ноември минатата година, кога се гласа во пакет законите од Пржино. Ново е тоа што овој е со одложена примена од 1 јули 2017 година. Според предлагачот Џафери, во меѓувреме треба да се имплементираат забелешките на Венецијанската комисија, која препорача попрецизно да се разграничи каде завршува јавниот, а каде почнува приватниот интерес. Процес кој не заврши претходно поради распуштање на Собранието. Централниот управен совет на турската владеачка партија на правдата и развојот денеска одлучи да го предложи актуелниот министер за транспорт Бинали Јилдирим за единствен кандидат за нов партиски лидер, кој потоа ќе ја преземе и должноста премиер на Турција. Се очекува Јилдирим, кој важи за човек близок на турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган, официјално да биде избран за нов лидер на партијата на Конгресот во недела. Тој ќе го наследи местото на Ахмед Давутоглу, кој на почетокот на овој месец поднесе оставка на двете функции поради несогласување со председателот Ердоган.
Првата жена на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Федерика Могерини, очекува дека на Русија ќе бидат продолжени санкциите од Европската унија поради судирот во Украина, објави германскиот весник Велт. На прашањето дали ембаргото воведено за руската нафта, одбраната и банкарскиот сектор ќе биде продолжено по истекот во јули, Могерини истакна дека очекува такво продолжување на забраната. Лидерите и владите на земјите членки бараат договорот потпишан во Минск да биде во целост имплементиран за да бидат укинати санкциите, но такво нешто не е постигнато, наведува Могерини.